Православните верници денес го слават старозаветниот пророк Илија, во чија чест на падините на Совагора над селото Лукојца е подигнат манастир. Лукојчани 2 дена слават. Викендов пристигнаа и селените мештани од ова подсувогорско село за да му одадат почит на светиот пророк Илија. Од вчера со песна и веселба во манастирскиот двор започнаа патроните чествувања за да продолжат утрово со света божествена литургија која ја отслужи архиерейскиот намесник Протамир Станковски. Ова е еден од најзначајните денови за македонскиот народ, се слави Илинден, но и денот посветен на светиот пророк Илија, кому Бог му даде сила да управува со молните и громовите и го вознесе на небото со огнена кочија. Светиот пророк Илија се јави при Христовото преображение, според учењето на црквата, ќе се јави повторно пред второто Христово доаѓање. По литургијата беа прирежани колачите принесени од 9 кумови, пошто се избраа исто толку нови кумови за наредната година. Годинашниве кумови пак за присутните гости приредија братска трпеза на љубовта. Планинскиот неасфалтиран пат не ги попречи стотици иселени лукојчани, како и верниците од другите села во Тетовско, да не пристигнат и да му одадат почит на пророкот Илија, ден кога се чествува во целата држава. Амбициозниот црковен одбор започна со градежниот зафат, поточно со ископ на брдото каде ќе бидат подигнати манастирските конаци, а во низата планови се вбројува и идејата за винчавки тука во манастирската црква, и тоа со сите автентични обичаи како што се правеле во времето на бабите и дедовците на лукојчани. Неасфалтираниот пат до селото далечено 37 км од Тетово и недостигот од вода за пиење на овие летни горештини најмногу ги мачат лукојчани. Младите пак во потрага по екзистенција заминуваат во градот и надвор од државата. Убавото време и неработниот ден го искористија и голем број селеници кои дојдоа тука во прекрасната природа со скара, во друштво или со семејствата, да го прослават големиот верски и државен празник. Во духот на традицијата, прославата на празникот започна синоќа, а завршува доцна попладнево во манастирскиот двор со песна и веселба.